Добар ден, драги ученици! Јас се викам Златка Давидкова, оделенски наставник во Основното училиште Азо Шопов од Скопје. Денеска ќе проследиме еден час по предметот ликовно образование за 5-то оделение. Што ќе учиме на денешниот час? Денес ќе учиме за бојата и поделбата на боите. Поконкретно ќе учиме за присуството на бојата во секојдневниот живот и за нејзината важност, за добивањето на бојата и поделбата на бојата. Сето она што го гледаме околу нас, кога има светлина, е обоено со боја. Така, на пример, на оваа слика се прикажани луѓе. Луѓето имаат боја, односно се обоени со боја. Делови од природата, како што е представено на овие две слики. Потоа, живиот свет, животни и птици. И тие имаат своја боја. И предметите, сите предмети во нашата околина што не обкружуваат се обоени. Меѓутоа, бојата не може да ја видиме ако нема светлина. Мора да има вештачка или природна светлина за да ги видиме боите. Во спротивно, нема боја. Вештачка светлина добиваме, на пример, од сијалиците, а природна светлина добиваме од сонцето. Значи, бојата се гледа само кога има светлина. Со прекршување на сончевите зраци се добиваат боите на спектарот, а тие бои се црвената, портокаловата, жолтата, зелената, сината и виолетовата. Ова прекршување на сончевите зраци е представено на првата слика. На втората слика ни е представено виножитото на небото. Во природата, овие бои, како спектар на бои, се јавуваат по дождот, како природна појава што се вика виношито. Во ликовниот јазик постојат повеќе поделби на боите. Еве неколку од нив. Боите се делат на примарни и секундарни бои, хроматски и ахроматски бои, ладни и топли бои, контрасни и хармонични бои. Да ги објасниме сите по ред. Примарни и секундарни бои. Примарните бои уште се нарекуваат основни бои. Тоа се црвената, сината и жолтата. Основни или примарни се нарекуваат бидејќи од нив со мешање меѓусебно се добиваат другите бои. А тие други бои се викаат секундарни бои. Значи, секундарните бои се боите што се добиени со мешање на примарните или основните бои. Така, на пример, со мешање на црвената со жолтата боја се добива секундарната боја портокалова. Со мешање на жолта со сина боја се добива секундарната боја зелена. И со мешање на сината со црвената боја се добива виолетовата боја како секундарна боја. На овие слики се прикажани примената на примарните на првата слика, односно тоа е ликовна творба на која што е прикажана примена на примарни бои, и на втората слика е прикажана примената на секундарните бои. Следната поделба на боите е на хроматски и ахроматски бои. Хроматските бои се сите оние бои
од спектарот со нивните нијанси и тонови. Еве ги прикажани на сликата што ја гледате. Значи сите овие се хроматски бои. Ахроматски бои се белата и црната со нивните тонови. Дали сте знаеле дека во ликовниот јазик белата и црната боја не се сметаат за бои, туку тие означуваат светлина или темнина. Белата и црната боја обично ги додаваме кога сакаме да добиеме тонови на одредена боја, светли или темни. На овој слајд се прикажани ликовни творби, каде што на првата слика се прикажани примената на хроматските бои, а на втората примената на ахроматските бои. Следната поделба на боите е на ладни и топли бои. Ладните бои даваат чувство на студенило, тоа се жолто-зелената, зелената, зелено-сината, сината, сино-виолетовата и виолетовата боја. Тие се представени на оваа страна, значи на горната страна од овој круг на бои. Топлите бои пак даваат чувство на топлина, а тоа се жолтата, жолто-портокаловата, портокаловата, црвената и црвено-виолетовата. Истите се представени во овој левиот дел од овој круг на бои. На овој слајд се представени ликовни творби со примена на топлите, ладните бои и комбинација од топли и ладни бои на третата слика. Значи на првата слика примена на топли бои, на втората слика примена на ладни бои и на третата слика комбинација од примена и на топли и на ладни бои. Следната поделба на боите е на контрасни и хармонични бои. Ако сликаме со бои кои што се спротивни една на друга, како на пример жолта со виолетова, или црвена со зелена, или сина со портокалова, како во случајот на оваа слика, тогаш велиме дека применуваме контраст на бои, односно жолтата со виолетовата се контрасни, односно спротивни бои, црвената е контрасна на зелената, а сината е контрасна или спротивна боја на портокаловата. Ако сликаме пак со бои кои што се слични една на друга, како на пример црвена и портокалова, зелена и сина, сина и виолетова, тогаш велиме дека применуваме хармонични бои, како што е представено на сликата десно. Овде се прикажани ликовни творби, каде што се применети контрасните бои на првата слика и хармоничните бои на втората слика. Се надевам дека научивте многу повеќе за боите и нивната поделба. И на самиот крај, една задача за вас. Насликајте еден цртеж на кој ќе представите една од поделбите на боите, за кои што учевме преку оваа презентација, преку овој час, со примена на техника темперни бои. Мотивот може да биде по ваш избор. Ви посакувам пријатна работа. Ви благодарам на вниманието. Довидување.